Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Ова е првата епизода во новата година. Како треба да изгледа исхраната по прекинувањето на постот? Може ли прејадувањето во првите денови да предизвика сериозни здравствени тегоби? Како најбезбедно да се прекине постот, ќе го запрашаме професор доктор Андон Чибишев, специјалист по токсикологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Завршувањето на постот и преминот кон вообичаената исхрана може да представува шок за организмот. Па како да се храниме во првите денови после постот, ќе го прашаме професор доктор Андон Чибишев, клинички токсиколог, директор на Универзитетската клиника за токсикологија. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден и секако среќна нова година. Ви благодарам, нека ви е среќна новата 2025 година и вам овде во студиото и на сите гледачи на телевизија Телма. Така. Многу здравје и успеси. Многу здрави и успеси секако и на нашите гледачи. Професоре, кога станува збор за постот, тој е вкоренет во различните религии и култури, но во последните години е и популарен начин за губењето на вишок од килограми. Па како може да се гледа на постот? Дали е тоа диета? Што е точно постот? Па видите сега, за да можеме да ја коментираме оваа тема, мора прво да споменеме дека разните религии, разните традиции и култури имаат на некој начин можда не многу различни, меѓутоа различни постови. Еден пост имаат православните христијани кои што постат негде околу 40 дена. При тоа не внесуваат животински масноти, во одредени денови од неделата јадат без масноти, значи и растителни масноти не внесуваат. И има денови кога некои постат само со вода цел ден, за разлика од овие католичките христијани кои што поинаку постат. Мислам дека тие не внесуваат само храна која што содржи крв. И исламската религија има пост кој што е малку поригорозен, таму па во определен дел од денот, нели, не се јаде ништо, буквално ништо, ни течности не се внесуваат, а определен дел од денот и ноќта може да се јаде. И тоа е секако промена во нормалното функционирање или во обичаеното функционирање на еден човечки организам. Еве сега ќе се задржиме да речеме на постот кој што го држат православните христијани, тие не внесуваат животински масноти, меѓутоа тоа не значи дека не внесуваат масноти кои што се потребни за да се одвиваат сите физиолошки процеси во организмот, вклучувајќи ги нели метаболните процеси. Постои некое, по мене, погрешно мислење кај народот дека во текот на постот тие можат да нешто значајно го намалат присуството или концентрацијата на маснотиите во крвта, или дека можат да изгубат добар дел од својата телесна тежина. И тоа на некој начин да им биде некаква диета, од која ќе имат повеќе кратна полза. Ќе испочитуваат религијата и традицијата, а при тоа ќе изгубат некој вишок, некој килограм што го имаат како вишок. Мислам дека по мене тоа е заблуда, затоа што со внесувањето на животински масноти кои што се калориски побогати, ние побрзо и со помалку количински храна го задоволуваме гладот. Односно, го задоволуваме центарот за глад кој што е во мозокот и тој дава сигнал дека доволно е. Најадени сме и можеме да станеме. Ако внесуваме храна која што калориски е посиромашна, ни треба поголема количина и при тоа можно е и да внесеме и калориски повеќе за да се задоволиме и од нашата диета за време на постот нема да има никаков резултат. Па дури некој вела дека и качиле килограми. Апсолутно, јас сум ги читал тие анализи, дури има работено и некакви, да речеме, практични студии со кои што некои од колегите што се занимаваат со тој проблем се обидуваат да донесат некакви релевантни заклучоци, дали со постот може да им се препорача пост, да речеме, на одредена категорија на пациенти или граѓани, кои што со тоа
ќе си имаат неколкократна полза, ќе си го подобрат здравјето и ќе си ја подобрат фигурата, односно телесната тежина, ќе си ја доведат во некоја нормална граница. Меѓутоа, сепак, мислам, моето искуство ми кажува дека баш не е така и некоја голема полза од тоа нема. Меѓутоа, сепак, држењето до традицијата си има свое големо значение и невнесувањето одреден временски период на животински масноти, посебно тие животински масноти кои што се штетни за здравјето, ќе дадат некаков минимален бенефит во однос на регулација на одредени процеси во организмот. И сега, какви промени, какви процеси во организмот ќе се случат за време на постот, бидејќи се спомнува еден процес на автофагија? Дали навистина се активира нешто такво? Видите, јас лично сметам дека нема нешто спектакуларно не се случува во организмот. Еве ќе почнеме со поимот автофагија, за кој што тоа е еден биолошки процес, за кој што еден јапонски научник доби Нобелова награда за медицина. Значи дека тоа од светската научна јавност е проценето како нешто многу значајно. Буквално, ако го преведеме, тоа е само јадење. Значи, организмот сами од себе се јаде, или клетката сама себе се јаде. Во клетките во човечкиот организам се одвиваат одредени процеси со кои што клетката се одржува во живот. За време на одвивањето на процеси се создаваат и отпадни материи, кои што се депонираат во клетката. Ако ние ја подложиме клетката на невнесување на дополнителна храна и дополнителни хранливи материи и калории, клетката има внатре воспоставени механизми со кои што тие отпадни материи ќе ги елиминира. И тоа е практички ползата од автофагијата. Се надевам дека ме разбират, се обидувам најнародски да го објаснам тоа. Меѓутоа, не е само автофагијата процес со кој што ние ќе поттикнеме клетката да се ослободува од непотребните нус продукти, ние ги викаме од метаболизмот во клетката. Тоа можеме да го поттикнеме и со една уедначена, избалансирана исхрана, со повеќе зеленчук, овоше и храна која што не содржи многу шеќери, многу калории, многу масноти, исто многу калории, а при тоа да практикуваме и физичка активност, повторно ќе го поттикнеме истиот процес. Меѓутоа, современиот начин на живење, секој некаде брза, секој нешто има многу обврски, па нема време кога ќе дојде од работа да облече тренерки, да облече патики, па да вози велосипед, или не знам, да пешачи, или да трча и да ги поттикне овие процеси на таков начин, тој ги прифаќа оние начини што може од дома да ги прави. Да седи покрај телевизор, да си гледа телевизија и при тоа само 8 часа во текот на денот да внесува храна. Другите 16 часа... Тоа е најизменичен пост, така? Апсолутно, тоа е интермитентно гладување. 16 часа гладување, така? 16 часа гладување, а тие 16 часа обично се споени со ноќот, со сонот. А 8 часа има право да внесува дури анализите или испитувањата што се правени во таа област, вика што сака може да се јаде во колкава сака количина, меѓутоа ако тоа така го организира, направи една таква уедначена стратегија како внесува храна и кога не внесува, дека дава некои спектакуларни резултати. Мислам дека од она јас што сум го читал во литература, што сум разговарал со луѓе кои што тоа го правеле, спектакуларни резултати нема и тоа треба да потрае извесен подолг временски период за да се видат одредени резултати од таквиот начин на функционирање, таквиот начин на исхрана. Така, лично не го препорачувам. Еве, сакам, моето лично мислење да го кажам, затоа што секој има право на лично мислење, не го препорачувам, повеќе препорачувам една избалансирана исхрана, консултација со нутриционист, кој што се занимава со таа проблематика и најдобро знае што треба во човечкиот организам да се внесува, да речеме, во еден
пократок временски период или подолг временски период од една недела или еден месец и да практикуваат секојдневна физичка активност, најмалку половина час да си посветат на себе си, и значи во тој половина час да испешачат 2 до 3 километри или да извозат еден велосипед 2 круга околу зграда, многу повеќе ќе почувствуваат Бенефит. И бенефит ќе имаат, отколку да седат пред телевизор и да грицкаат смоки или не знам чипсови и Во тие 8 часа. Во тие 8 часа. Мислам дека овој начин што ја го предлагам е малку поефикасен и за мене лично поприфатлив. Професоре, кога станува збор за ригорозните пости, дали со нив може да се изгубат масните наслаги во стомачната регија? Мислам дека тоа е заблуда и не може да се изгубат. За да се изгубат стомачните наслаги има процедури кои што ги препорачуваат стручни луѓе. Пак велам, тоа се луѓе кои што се занимаваат со нутриционизам. Има луѓе кои што се занимаваат со практикување на физичка активност според некакви строги критериуми и тие можат да ни кажат како да се храниме и кои вежби да ги изведуваме во еден одреден временски интервал за да видиме дека нешто од мастите околу, нели, на стомакот ќе ни се изгубат. Инаку но постои ризик да се изгуби мускулна маса, така? Да, не, видите, мускулна маса да се губи треба подолг временски период. Че мускулна маса да се изгуби, треба да се изгубат многу други составни делови на човечкиот организам, на фигурата, за да почне мускулна маса. Не дај Боже да дојдеме во ситуација, на никого не му препорачувам, да почне да губи мускулна маса. Затоа што, знаете, целта на сите тие физички вежби кои што ги прават некои луѓе се да добијат на мускулна маса, так, а да изгубат на масноти, да изгубат на масни наслаги. Мускулна маса е малце сериозна да почне да се губи и не препорачувам тоа се прави. Меѓутоа, пак велам, со гладување не може да се постигне вистинскиот резултат. Затоа што јас, ако не јадам денеска 16 часа, знаете ли во тие 8 часа како ефективно ќе го надокнадам тоа што го изгубив? И тоа и малку и нели психички, малку ментално делува на секоја индивидуа која ќе гладува, после мозокот работи на таков начин што дава сигнали дека треба во овие 8 часа што ни се преостануваат од денот да се надокнади тоа што во 16 часа сме го изгубиле. И обично се случува ако за 16 часа изедеме 2 крички леп, во тие 8 ќе изедеме пола векна. И так, ништо не сме постигнале, само сме гладувале без врска, сме се изложувале на непријатни чувства, ништо нема да постигне. Значи, најизменичниот пост како начин за губење на телесната тежина не го препорачувате? Лично не го препорачувам, иако е многу популарен во цел свет. Еве да отворите, да речеме, списанија кои што се занимаваат со тоа, или еве на интернет отворите. Голем тренд е тоа во моментот. Има, значи, тренд е многу и прифатен и се практикува. Веројатно, луѓето или мислат, или имаат некакви резултати и тоа го применуваат. Лично сметам дека има поприфатливи начини како да си ја доведеме фигурата во некоја нормална позиција и за тоа малку повеќе ќе треба да се потрудиме да физички бидеме поактивни и таа физичка активност ќе ни донесе повеќе бенефит отколку гладувањето. Сега има различни видови на постови, веќе споменавте на самиот почеток на емисијата, дали некои од нив се здрави, други помалку здрави, трети нездрави? Па да видите сега глобално ако земеме, сите се на некој начин здрави затоа што нели ќе се ослободиме од внесувањето на вишок масноти во кои што има масти, нели има различни, значи, со кратки, со долги ланци. Се чисти од токсини. Да, некои се полезни за организмот, некои не се полезни за организмот. Некои постови ќе малку ќе ни го зајакнат духот. Нели сепак и духовното зајакнување на една личност не е нешто што ние не треба, за нешто што ние не треба да се трудиме во животот.
И за среќа, сите тие постови не траат многу долго. Значи траат од прилика негде меѓу 30 и 45 дена. И во тие 30 до 45 дена прво не можеме многу од телесна тежина да изгубиме, не можеме многу да изгубиме од активноста која што ја изведуваме. Може да имаме одредени придобивки, одреден бенефит. Повеќе јас би обратил внимание од завршување на постот како да се вратиме во нормала и да се вратиме во да практикуваме нормална исхрана. Само уште неколку прашања во однос на постот пред да преминеме на клучното прашање во денешната Телма амбуланта. Дали секој може да држи пост? Има ли категорија на луѓе кои што го препорачувате постот? Да речеме, колку сме повозрасни? Дали има поголема логика да го држиме постот, бидејќи чисти од токсини меѓу другото? Видите сега и црквата, сите цркви, и христијанската, и исламската вероисповест, не препорачуваат да постат луѓе кои имаат здравствени проблеми. Да речеме, ја не им препорачувам во никој случај луѓе кои што имаат диабет да постат. Затоа што диабетот е сериозно метаболно нарушување кое што може да се искомплицира во една таква ситуација. Не им препорачувам на луѓе кои што имаат кардиоваскуларни потешкоти исто така да постат. Тие имаат препорачано од своите матични доктори, од своите специјалисти кои што се контролираат, имаат препорачано одреден режим на исхрана. Имаат препорачано што смеат да внесуваат во исхраната, што не смеат, што смеат во поголема количина, а што во помала количина. Така да тие се практички поставени на некаков вид на пост со терапијата заедно, комбинирано со терапијата. Затоа јас и на моите студенти, кога им го објаснувам овој проблем, им кажувам дека само медикаментозната терапија не може да ви го реши проблемот. Ако вие не воспоставите со вашиот пациент контакт и не му препорачате одреден хигиено-диететски режим. Значи, ние така и во литература е запишан, така и ние го предаваме. Хигиено-диететскиот режим кажува дека кај оваа болест не смее да се зима тоа, тоа и тоа, или се зима во минимални количини, да речеме сол или шекер или некоја друга хранлива материја, така да тие се постојано на диета и нема потреба да држат пост, дури тоа колку јас имам информација и црквата го оправдува. А колку сме повозрасни, дали е пооправдано? Колку сме повозрасни, потешко се држи постот, иако нели според некоја статистика груба, повозрасните повеќе се придржуваат кон традицијата и постат, иако сега и многу млади се приклучуваат на тоа, нели од традиционални семејства, конзервативни семејства, постат и деца, меѓутоа пак велам, многу строго треба да се внимава кој се ќе пости. Так. Јас и на деца и на млади деца и млади до 20 и до 25 години не ми им препорачувам да постат. Уште трае тој процес на развој и мислам дека има време кога ќе постат, не мораат сега. Физички нека бидат активни и се ќе биде во ред. Божикниот пост завршува на 7 јануари. На 6 во 24 часа. Така, значи 7 сме слободни. Така. И тогаш после следува причаста, нели? Тогаш следува една богата божикна трпеза, на која што го има сето оно што се откажувале во изминатиот период. Значи ќе има месо, ролати, салати со мајонез и павлака, колачи со чоколадо. Значи масноти во изобилие. Во изобилие, алкохол. Сега што значи високо калориски оброк по еден ваков пост. Вака сликовито ќе се обидам да го објаснам, тоа е калориска бомба. Замислите вие 40 или 45 дена не сте внесувале животински масноти и организмот полека почнува да се адаптира на некој поинаков начин на функционирање, односно на дигестија и на функционирање. И сега одеднаш седнувате и почнувате со алкохол во храната која што се практикува на почетокот во македонската традиција, зборам, нели,
секоја таква трпеза почнува со ракија. Так. И со ракијата нели треба нешто да се замези, затоа што само ракија не е интересно, а и подобро оди разговорот ако тоа седиме со друштво, се внесуваат масноти. Па почнува ручекот во кој што почнуваме со прасечко или со некое друго месо, па сарма која исто така е екстремно масна, внатре има мелено месо, па има сланина, па има не знам што уште различно домакинките ја подготвуваат, меѓутоа пак е преполна со масноти, па има некои руски салати, па вакви салати, и сите тие изобилуваат со животински масноти. Вие организмот практички ќе го бомбардирате со животински масноти, а тој веќе почнал да се адаптира на полесна исхрана која не содржи тешко сварливи хранливи материи. Може да замислите на каква мака ќе го ставите желудникот, на каква мака ќе го ставите црниот дроб, односно жолчното кесе, и на каква мака ќе оставите панкреасот. Таа една комбинација може во одреден момент, како нели внесуваме многу масноти и тоа го залиеме со убава количина на алкохол, да доведе до ситуација сите тие ензими или сокови кои што овие органи ги излачуваат и тие учествуваат во разградувањето, во дигестијата, дел од нив да се вратат назад. Посебно ние се плашиме кога се враќаат панкреатичните ензими, сокови се враќаат назад и тие учествуваат во разградувањето на протеините, на дел од тие хранливи материи. И ако се вратат назад во панкреасот, тие почнуваат да го разградуваат панкреасот. И настанува една многу сериозна животозагрозувачка компликација која се вика акутен панкреатитис. Какви се симптомите? Акутно воспаление на панкреас. И колку време по пријавувањето това може да се јави? Може да се јави после 2 до 4 часа, а дури има опишано случаи во првите 24 часа. После таков обилен, масен оброк, кој плюс е залиен со алкохол, со силни болки во стомакот, начин на повраќање и една општа слабост. Ние викаме општо интоксициран организам, многу тешка состојба, многу сериозна, многу опасна и многу тешка за третман. И многу често, знаем, толку многу да се искомплицира, посебно, знаете, нашиот народ, се прејадов, ме боли стомак, сега ќе одам, после ќе одам, се губи време, доаѓаат малце доцна, може да се искомплицира така да, кажав, е животозагрозувачка, може животот да се изгуби од нејзе, али е многу тешка за третман, затоа што се работи за тежок пациент, на кој што треба многу внимание да му се обрати, многу знаење да се примени, многу стручност, многу посветеност, за да му се помогне. И ние од тоа, јас секогаш го кажувам како посебно предупредување, да се внимава, посебно за луѓе кои што имаат проблеми со црниот дроб, имаат проблеми со панкреасот, имаат проблеми со жолчното кесе. Тие што имаат камења, а не ги регулирале. Тие што имале камења и ги регулирале со операција, многу да внимаваат. Професоре, како правилно се прекине постот и како треба да изгледа исхраната во првите денови после постот? Видите, секако дека не треба се лишиме од таква една убава трпеза, меѓутоа тоа да биде во многу мали количини, значи велам разумни количини, меѓутоа знаете тоа разумни количини е малку произволно, паушално, самата индивидуа може да процени колку може да изеде после постот. Меѓутоа тоа треба да биде постепено враќање во нормала во наредните неколку дена, 3 до 4 дена. Полека да се внесуваат масноти, не да се седне се и да се изеде пола прасе и 10 сарми. Може и со 2 сарми да поминеме, да се најадеме и едно парче месо. Видите, знаете, Нова година, Божик, тоа се празници во македонската традиција кои што мора да бидат проследени со трпеза на која што игла не може да падне, да нема место, како ова на екранот, и да има, нели, и алкохол. И тоа ни е во традицијата.
да си се напиеме, да си се најадеме, да се дружиме со луѓето кои ги сакаме, со кои сакаме да седиме, да прославуваме. И тоа некогаш, за жал, завршува онака како што ние не посакуваме, меѓутоа да се трудиме што помалку такви несакани ситуации да ни се случат. А што доколку се јават некакви стомачни тегоби, како што е подуеност, гасови, болка во стомакот, но не премногу интензивна, може ли да се земат некои олеснувачи за дигестијата? Сигурно дека може да се земат, затоа што знаете, таквото прејадување и внесување на разновидна храна го иритира и желудникот. И може да се јават состојби, меѓутоа тие се побенигни или помалку опасни. Обично киселини се јавуваат. Како акутен гастритис, па ако имаме хроничен гастритис, а знаете, нашата исхрана е таква да во Македонија секој трет човек има гастритис, да се малку потенцираат тие потешкоти од типот зголемена киселина, па печење по зиграната коска, па подригнување, па надуеност. Значи сето тоа се пропратни симптоми или случувања кои што ни се случуваат и после секое прејадување, а не да речеме во овие карактеристични месеци. Она што сакам да го кажам е ако се јават болки во стомакот, да не се прави само проценка, дека ништо не ми е, само сум се преал. Обавезно да се оди на лекар и да се за половина час може да се провери дали почнува да се развива акутен панкреатитис. Се зима значи, тоа воопшто не е наивно. Веднаш треба да се провери. Не, апсолутно не е наивно, затоа велам. Болки во стомакот со мачнина не мора да има и повраќање. Веднаш првата здравствена институција кај што се прават кај што може лабораторија, значи за половина час ќе се одредат одредени лабораториски параметри кои ќе ни кажат дали таквите болки и таквата симптоматологија потекнува од панкреас или не потекнува. Да бидеме начисто, ако не потекнува од панкреас, сите знаат, ќе земат сода бикарбона или не знам, има одредени медикаменти кои што ќе ни ја малку олеснат состојбата, ќе ја намалат излачувањето на киселина или киселината ќе смират и може да продолжиме понатаму. А што оние што применувале ригорозен пост? Да речеме, некои имаат водени денови во рамки на некој режим на живот и режим на исхрана. По тие водени денови, како треба да изгледа исхраната? Може да се вратат на нормална исхрана? Па да, меѓутоа пак велам внимателно. Нели споменав јас, има истиот пристап, има така? Има и во баш во традицијата на православниот пост, има денови кои што некои од граѓаните кои постат имаат и такви водени денови. Има такви што, да речеме, во петок не само што не јадат масло, туку и не јадат ништо, само вода пијат. И при тоа пак треба многу внимателно, затоа што, знаете, секое одстапување од нормалната исхрана, од нормалното функционирање, кога се враќаме назад, треба да биде проследено со големо внимание, затоа што организмот е така создаден, тоа се необјасниви процеси, да самиот си ги регулира некои процеси кои што се одвиваат натре, и тој треба да му дадеме шанса полека да се реадаптира. Ние сме го ставиле на мака, тој се адаптирал за да се одржуваме во живот на еден режим на функционирање, и ние сега треба да му даеме шанса со внимателно однесување, не да гладуваме па да седнеме и да удриме на јадење, затоа што ќе го шокираме и тешко ќе му биде да се врати во некоја нормала, затоа полека, помали оброци, на, да речеме, одредени временски интервали, помали оброци, за полека тој да се реадаптира, да се врати во првобитната состојба на функционирање. Предпоставам дека пожелно да биде варена храната, печена, видите, најдобро е да е варена. Сите исследувања, испитувања кажуваат дека најдобро е да е варена. Пржена никако, затоа што пржената храна, прво, се што пржиме и да има масноти, храната се дополнува со масноти при пржењето. Печената може да е нешто поздрава, меѓутоа варената е најздрава. Помина прославата на новогодишната ноќ
и таа беше проследена со алкохол и со многу храна. Сега, постои ли начин да се детоксицира организмот и од тоа прејадување? Па сигурно дека може, меѓутоа јас не препорачувам тоа да се прави ригорозно. Еве сега сме јадели, сега одеднаш не јадеме одредена храна и ќе си помогнеме. Истото важи што го кажав на почетокот, избалансирана исхрана со повеќе зеленчук, повеќе овоше, повеќе здрава храна, јатки кои што содржат многу здрави масноти и обавезно физичка активност. Тоа е тој хигиено-диететски режим што јас го препорачувам. Значи тоа е тој магичен рецепт. Така, јас тоа го препорачувам и на моите пациенти да се придржуваат на хигиено-диететскиот режим и да ја земаат редовно терапијата која што ние им имаме препишана. Еве, пример ќе ви дадам. Кај еден пациент кој што има покачен крвен притисок, тој може да зима многу од лековите кои што го спуштаат притисок, антихипертензиви. Меѓутоа, ако не направиме начин на правилна исхрана, намален днес на солена исхрана, на сол во храната, и не направиме начин секојдневно да практикува според можностите, нели? Одреден тип на физичка активност, резултатите нема да бидат оние што ние ги посакуваме. Или можеби ќе бидат, меѓутоа ќе потрае периодот на отежната регулација или нормализирање на покачениот притисок. Ако сите тие три елементи ги споиме, значи медикаменти, исхрана и физичка активност, резултатите се и побрзи и многу подобри. Така, некои велат дека успеале да го регулираат крвниот притисок со промена на животниот стил. Апсолутно, затоа тоа го потенцира. Мастите во крвта исто така. така. Хигиено-диететскиот режим е еден од клучните фактори кои што придонесуваат за нормализирање на одредени здравствени проблеми кои што се присутни во секојдневниот живот. Професоре, оние кои што не постат, нели голем дел од луѓето постат, но има и добар дел кои што не спроведуваат никакви пости, ги дојадуваат работите од новогодишната трпеза. Па колку време тоа може да се принесува на трпезата, постои ли ризик од некакви трувања, како да се чува? Видите, жално е целата таа храна да се фрли, нели треба да се дојаде и обично пак е некоја непишана традиција после завршување на оној ударниот празничен ден, следниот ден повторно се собираме за да дојадеме. Бидејќи храната цела вечер ќе биде на маса, таа е изложена на загадување од бактерии. Таа може да биде загадена со бактерии, меѓутоа да не биде штетна за внесување. Меѓутоа, ако бактериите внатре се размножат во доволен број, може да предизвикаат труење, или ако бактериите, зависно од типот на бактериите, испуштат нешто од своите отрови или токсини во храната, исто може да настане труење со храна. Најдобар совет во таква ситуација храната се чува во фрижидер. Некои кажа, бе, сарма сега ќе ставам во фрижидер. Не, мелено месо е многу расиплив продукт. Многу брзо може да се расипе и да предизвика труење. Па и не ми им препорачам после така убаво помината вечер со одлично друштво, со добра храна, нели и добра забава. Следниот ден да завршат во болница затоа што ќе изедат некоја храна која што се расипала и ќе настане труење со храна која уопште не е пријатно, проследено е со многу непотребни тешкоти кои што ќе ве измачуваат, ќе имате проблем. Затоа внимателно подобра храната во фрижидер, па кој ќе се извади малку да се загрее за да може да се конзумира, отколку да се остави. Оние руски салати со мајонези и тоа е павлака. многу расиплива храна. Руска салата никако да не се остава надвор, затоа што има мајонез во незе и тој многу лесно се расипува. Но велат мајонезот не се расипува, има конзерванси. Најлесно се расипува. Па сите труења што настануваат по сендвичари летно време настануваат од тоа. Затоа што внатре има масноти и јајца кои што лесно се расипуваат и многу лесно може да бидат внесени и да предизвикаат здравствени потешкоти. Затоа руската салата нека стои во фрижидер, а тоа што ќе го јадеме,
да си вадиме од садот што го чуваме во фрижидер, да си ставиме на маса и кој ќе го изедеме, повторно да си ставиме од фрижидер. Не целиот сад преполн со салата да го ставиме на маса и се јадеме и го оставаме цела вечер останува, забајле стануваме гладни, повторно јадеме и после 2-3 часа добиваме силни болки во стомакот, повраќаме, имаме течни столици и мораме да трчаме во болница за да не дехидрираме. Затоа фрижидерот за тоа е измислен. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за пораката што упативте, значи внимателно по постот, како се внесува, внимателно по постот при преминот кон вообичаената исхрана. Ви благодарам за можноста. За убаво да започне новата година. Сигурно, јас се надевам дека 2025 година ќе ни биде и за државата и за сите нас поуспешна, да имаме многу здравје, да внимаваме на здравјето, затоа што здравјето еднаш се губи. Штом се изгуби, после не може да се врати. Знаете како рекле старите, со пари здравје не може да се купи, со ништо не може да се купи, затоа треба да се чува. Јас ви благодарам за можноста што еве ќе упатиме неколку полезни совети до граѓаните да внимаваат за празниците, за да не си ги расипат празниците без разлика дали ако им се наруши здравјето ќе бидат дома, па нема да бидат расположени или не дај Боже ќе завршат по некоја од здравствените институции. Не им препорачам да поминат празник во болница. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето во Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.